Разузнавачката дејност на Русија во Македонија во последните десетина години е еден од најчесто користените методи на Москва за ширење на руското влијание во државата, потврдуваат истражувачите од Балканската мрежа за истражување организиран криминал и корупција, OCCPR, повикувајќи се на официјални документи од Македонската управа за безбедност и контраразузнавање. Според тие документи, имајќи ја предвид руската стратегија за војна неутралност на Балканот, еден од главните фокуси на руските разузнавачи е македонската определба за членство во НАТО. А како што стои во документот, разузнавачите и нивните соработници се вградуваат во дипломатско-конзуларни мисии, информацијски агенции, научни институции, економски институции и бизниси, невладини организации. Според документот што го објави Балканската истражувачка мрежа, ваквата расширена руска разузнавачка активност во Македонија пред се должи на добрата екипираност на руската амбасада во Скопје, заснована на проверени и искусни кадри. А разузнавачките активности главно се контролирани од политичкиот, безбедносниот и воениот оддел на амбасадата. Официјална Москва, па и амбасадата на Русија во Скопје, во повеќе наврати го негираа сето ова, со одговор дека сето ова е резултат на западната пропаганда. Во документот, кој всушност се извешта од Македонската управа за безбедност и контраразузнавање, изготвен пред промената на власта во Македонија, стои дека во политичко-безбедностиот оддел на руската амбасада се издиференцирани тројца припадници на руската СВР и четворица припадници на руската војно-разузнавачка служба ГРУ, кои се координирани од центарот на СВР во Белград и на ГРУ во Софија. Дел од мрежата е и руската владина агенција Росотрудничество, која иако не е дел од професионалниот кадар на руското Министерство за надворешни работи, во амбасадата ужива дипломатски статус. Политичкиот оддел во амбасадата во кој има припадници на руското СВР е носител на пропагандната активност во државата, што изминатите години резултираше со организирана поддршка на македонско-руски здруженија, а со цел обезбедување на наклонетост на македонските граѓани кон политиката на Русија. Припадниците на руското војно разузнавање ГРУ, акредитирани во амбасадата, изминатите години преземаа активности за разузнавачки продор во војно-безбедносните структури, во Министерството за одбрана и во армијата на Република Македонија, кои од македонската УБК беа успешно спречени. Фокус на руските војни разузнавачи во Македонија се НАТО интеграциите и војната соработка и комуникацијскиот систем меѓу Македонија и НАТО, се вели во аналитичката информација на УБК објавена од ОЦЦПР. Според истиот документ, припадници на ГРУ се обиделе да создадат паралелни безбедносни структури во Македонија, од редот на поранешни и сегашни припадници на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и на АРМ. Поголем дел од домашните, особено странските аналитичари, дипломати и политиколози, сметаат дека Русија е свесна за силната македонска определба за НАТО и дека на тоа поле не можат многу да сменат. Но оти тоа не значи дека Русија ќе престане со обидите за мешање и за отворање на така наречени замрзнати конфликти и дестабилизација. За потоа, како што во интервју за Радио Слободна Европа вели украинскиот дипломат Александар Левченко, рускиот председател Владимир Путин да се јави и да понуди решение за проблемот како миротворец. Izgleda destabilizacija ove regije u interesu Putina da on uvijek došao kao poslije mirotvorac. Znači on dolazi, zapali rat i poslije polazi kao neki faktor, čimbenik toga da on spreman razgovarati sa Zapadom, Amerikom, да ту ову ситуацију разреши. Ваквите субверзивни и разузнавачки активности, иако не се јавно експонирани, може да се оценат како директно мешање во внатрешните работи на Македонија на патот кон нејзините евроатлантски интегративни процеси, се заклучува во извештајот.